Почитувани, драго ми е што сме собрани овде по повод отварањето на Центарот за циркуларна економија. Како председател на Центарот за циркуларна економија при Стопанската комора на Македонија, сакам да нагласам дека ова е втора година на постоење на овој центар и наша цел е да овој центар прерасне во платформа што ја поврзува силата на бизнисот, знаењето на универзитетите и политиките на државата. Циркуларната економија не е само тренд, туку императив за одржлив развој. Тоа значи повторно користење на ресурси, намалување на отпадот и создавање на нови работни места во зелениот сектор. Бизнисот внесува иновации и инвестиции, универзитетите истражувања и таленти, а државата регулатива и поддршка преку политики. Оваа соработка е клучна за нашата економија, бидејќи заедно градиме иднина каде профитот оди рака под рака со планетата. Ми представува посебна чест и задоволство што денес можеме да го операционализираме на некој начин и официјално постоењето на лабораторијата, нашата лабораторија за циркуларна економија, бидејќи универзитетот веќе долги години се труди да развива капацитети во оваа сфера. Со помош на овој проект направивме дополнување на постојните истражувачки капацитети и верувам дека заедно со врската која што ја имаме овој пат воспоставена со стопанските комори, односно со бизнисот и нашите научно-истражувачки капацитети ќе можат навистина да бидат ставени во функција на едно сосема ново ниво кое што ќе овозможи реални производи, искористување на многу ресурси кои што за жал не ги искористуваме денес, а и нови знаења и за нас, нашите професори и нашите студенти. Сигурен сум дека ова е правилниот начин да ги поврземе капацитетите на индустријата, на државата и на универзитетите и се надевам дека ова ќе биде само прв чекор во многу нови интересни моменти и за нас и за научната фела, но и за државата која што се труди да ги обезбеди, да воспостави рамка во која ќе се развиваат навистина нови проекти во рамки на циркуларната економија. Тоа е не само тренд, туку тоа е единствениот начин на навистина одржлив развој, кај нас малку запоставен, но единствен начин на одржлив развој на нашата и на државата и на светот во целина. Што значи тоа за студентите? Ние имаме политика на отворена наука, така што студентите, посебно од повисоките години, од вториот, трет циклус на студирање, сега ќе можат да работат со реални проблеми, на реални примери, ќе можат да го истражуваат квалитетот на рециклираните материјали, како од аспект на нивните механички, технички својства, така и од аспект на можното влијание врз животната средина, врз здравјето, бидејќи ќе можеме да ги испитуваме и механичките карактеристики на материјалите кои што се произведени во некакви постапки на рециклирање, но и да ги испитаме и од аспект на хемискиот состав, материјалите кои што се вградени, дали тие представуваат ризик за животната средина, за здравјето на луѓето кои би ги користиле, значи еден холистички, целосен пристап на проблемите. Сега тоа го имаат кај нас, порано такви врски ретко се воспоставуваа во целост, на различни места, различни лаборатории работат со различни пристапи. Ние генерално се потрудивме со овој проект да го сконцентрираме тие капацитети на едно место во постојните лаборатории и во сосема нова лабораторија во рамки на Машинскиот факултет, така што таа целина е затворена за студентите, е целосно нова можност, а верувам и за научниците, научните работници, можност да може многу повеќе да го промовираат овој пристап и на јавноста и во научно-истражувачките публикации. Задоволство е денес да се присуствува на научниот центар за циркуларна економија, отворен тука во Универзитетот Гоце Делчев. Иначе да напоменеме дека е финансиран од страна на Министерството за економија и труд преку проектот на паметна специализација активна мерка, која што е во вредност од 3 милиони 250.000 денари или во превод некаде околу 53.000 евра. Што значи ова современа лабораторија? Ова современа лабораторија многу значи пред се за стопанството во Македонија, бидејќи тука ќе имаме на еден начин поврзување на научната фела со бизнис секторот во Македонија
во интерес на циркуларната економија и заштитата на животната средина, што е од голема важност, а тоа се вклопува со целокупната, да речам, работа и залагање на владата на Република Македонија и Министерството за економија и труд да компаниите во Македонија ги направиме да бидат поконкурентни и да се возможи нивни раст и развој. Фактички преку овој центар, научен центар за циркуларна економија, ќе се возможи преку инволвирањето на научната фела, подобрување на перформансите на голем број фабрики, односно фирми од бизнес секторот, кои што преку подобрување на квалитетот на нивните производи, технологии, заеднички истражувања и секако голем број на иновации кои што понатаму ќе ги употребат во нивното производство. Ние и понатаму ќе продолжиме со финансирање на вакви лаборатории, да кажеме дека една од можностите на активните мерки на Министерството за економија и труд е можноста за финансирање на акредитација, реакредитација и опременување современо на вакви лаборатории, како што е ова лабораторија во Универзитетот Гоце Делчев. Исто така да напоменам дека производните компании во Македонија ќе можат од 1 јануари како нова надлежност да ги користат и финансиските средства обезбедени преку Законот за финансиска поддршка на компаниите, кој ќе биде повеќе десетици милиони евра кои се издвоени од буџетот на Република Македонија.